Минусните температури причинител за дефекти во водоводната мрежа во градот Штип. Дезинформациите со кои се справуваат деновиве граѓаните се во контекст на тоа дека целиот град ке снима вода поради тоа што нема доволно количество на вода, односно дека јавното предпријатие ИСАР ќе врши рестрикција на водата. Има поплавени станови. Каде е колегијалноста? Мора да ја сопреме водата за да го одмрзнеме станот кој што е поплавен, кој што веќе пукнали цевките. Така е поставен водоводниот систем. Значи ние како јавно предпријатие каде имаме проблеми сме принудени да ја сопреме, значи реонски да ја сопреме водата и да интервенираме. Досега имавме некаде над 16 дефекти, од кои 13 се отклонети и имаме 3 поголеми на кои моментално работим. Сите дежурни служби на јавното предпријатие ИСАР од водовод канализација се на терен. Максимално работа за да граѓаните на град Штип имаат вода. И граѓаните на град Штип имаат вода, освен одредени реони, каде што се работи од отклонување дефектот. Како ќе отклонуваме дефектот, така ќе ја пуштаме водата. Молам за разбирање, затоа што никој не сака да дојде ваква состојба и ги упатуваме на апел до граѓаните да се ги заштитат своите водомери, да не ги оставаат чешмите да течат, да прават огромни загуби и самите тие да плаќаат огромни сметки, а и на нас како јавно предпријатие да ги празнат самите резервари. Со самото тоа што ќе ги заштитат водомерите со одредени материјали кои што можат да во овие временски услови да издржат, да не ги замрзат, тоа ќе биде решението. Нема да биде решението да ги остават да течат чешмите ден и ноќ. Од ИСАР апелираат граѓаните пред се да ги заштитат своите водомери. Моментално највеќе проблеми имаме со водомерите поради недобрата изолација што самите граѓани не се преземе на време и поради секој времето и временските услови што не се моментални. Иначе водата и канализација работи 24/7 во овие денови. Моментално се работи на 3 покрупни дефекти во насела Пребег, во насела Бави и во централното градско подрачје. Очекуваме во текот на денешниот ден да се отстранат тие дефекти и да се нормализира водоснабдувањето во овој дел на градот.